Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција, туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјава. Вистиномер МК, јавниот сервис за анализа и проверка на факти, како и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Почнуваме со добри вести. Министерот за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски, присуствуваше на примопредавањето на донацијата од САД, вредна околу $1 милион, наменета за бомбашкиот оддел на МВР. Слична донација беше направена и во Србија, уште во 1999 година, кога бомбите им ги доставија директно во Белград. Лидерот на опозицијската СДСМ, господинот Венко Филипче, ја критикуваше актуелната власт и излезе со изјава дека примањата на граѓаните се толку мали што, цитирам, ниту 3 минимални плати во моментов не се доволни за да се преживее месецот. Тој додаде дека, за негова среќа, една пратеничка плата и сопственички удел во неколку градежни бизниси во Дубај се ите како доволни за да се преживее месецот. И притоа на граѓаните им го порача следното. Институтот за јавно здравје месецов по повод Светскиот ден на дебелината излезе со загрижувачка статистика. Секое трето дете во Македонија е дебело, а секое 10-то дете е екстремно дебело. Од институтот продолжија со тврдењето дека секое 4-то дете во земјата е грдо и глупо, секое 5-то има шуга, а на секое 8-мо дете мајка му е заебење. Изминатиот период додека не немаше многу внимание привлече и изјавата на премиерот Мицкоски, кој рече дека поради лошата и застарена состојба на старото летало, владата одлучила да купи нов службен авион. Премиерот подоцна изјави дека размислува да ја промени одлуката по силните критики и да не купи нов авион. Наместо тоа, парите ќе ги употреби за купување на 4 постари авиони. Тој додаде дека е подготвен да го ризикува својот живот и животот на неговите соработници, пошто изјави, цитирам, ако се урнеме и загинеме, ќе стане јасно зашто ни треба нов авион. Ама господине Мицковски, ајде да не скокаме пред време. Ајде да почекаме прво да се случи. Повеќе од 80 бугарки поднесоа жалби поради тоа што тајно биле снимани нивните интимни делови, додека тие добивале третман во познато козметичко студио во Бугарија. Во просториите каде што се изведувале козметички третмани, биле поставени видеокамери, а снимките од голи клиентки, меѓу кои и малолетни девојки, завршиле на интернет страници со порнографска содржина. Бугарското законодавство излезе со став дека снимките се, цитирам, деградирачки, малициозни и засрамувачки, но за 2 червени се подготвени да ви ги покажат. Во пештерата Скаришоара во Романија, научници откриле тип на бактерија стар повеќе од 5000 години, кој покажува отпорност на повеќе современи типови на антибиотици. Во моментов се уште не е потврдено, но научниците шпекулираат дека бактеријата е од типот Politicus vechinicus и е една од најраните варијации на желудочна киселина во стомакот на Тито Петковски. Група кинески научници развија генетски модифициран домат со вкус на пуканки. А за следниот проект, кинезите најавија дека ќе измислат куче што не се јаде.
И тука некаде, драги гледачи, ставаме крај на уште едно издание на Другите вести. Бидете со нас и следниот пат, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас бев една ноќ во Банкок и светот е моја школка. Довидување. Одјава. Го изфрли коњот. Господине Коњановски. У слободен трк, таков. Пастув.